Драги мои, добре дојдовте во уште едно издание на местото каде што звездите отвораат душа. Рековме веќе оние од естрадата, за кои плаќаме влезница за нивните настапи, перформанси, концерти, и оние од политиката, на кои им плаќаме за да имаме поубаво утре или поубав живот. Заеднички, секој посебно или како веќе. Како и да е, денес имаме една ексклузивна гостинка. Гостин или гостинка, како сакате. Велат, некои работи не се членуваат, односно нема машки и женски род, ама ако дознаете за кого се работи, ќе видите дека е вистинска дама чие присуство остава впечаток. Јас нема да зборувам многу, само ќе замолам режијата да го пуштиме прилогот со најавата, да видиме како ја доживуваат тоа колегите од медиумите, нашата и ваша денешна гостинка. Таа важи за едно од најмладите, но и најубавите дами во македонската политика. Иако млада по години, поседува богато работно искуство во правната и политичката сфера, со повеќе од 10 години прогресивно работно искуство. Незината професионална историја вклучува позиции како советник за правни работи во владата, како и советник за нормативни работи во град Скопје. Во изминативе години активно се занимава со политика, што резултираше со нејзин избор за пратеник во Собранието, каде што беше вклучена во креирањето и разгледувањето на значајни закони и политички одлуки кои влијаат на иднината на државата. По професија дипломиран правник на Универзитетот Свети Кирил и Методи, правен факултет Јустинијан I, со магистратура по деловно право и положен правосуден испит. Во делот на неформалното образование таа има бројни доедукации и обуки. Постојано ангажирана во политички дебати и форуми со цел истражување иновативни решенија за клучните општествени проблеми со максимална посветеност кон континуираното учење и следење на политички трендови. Неретко ги истакнува вредностите како интегритет и професионализам, кои ги смета за клучни во секојдневното работење и социјалниот ангажман. Со силна принципиелност, честност и чувство за праведност, таа е целосно посветена на политиката и незиното подобрување во служба на народот. Член е на извршниот комитет на ВМРО ДПМН, а на пошироката јавност и стана препознатливо лице, додека беше портпарол на оваа партија. По нивната победа на последните парламентарни избори е избрана и за портпарол на владата на Република Македонија. И велиме, предпразнично добре дојде на Марија Митева. Марија, добре дојде. Добре дојде, Антонио, и за тебе. Благодарам. Сакам да те прашам една работа. Ова е тоа, спакувано. Така ли изгледа твојата биографија? Мислам дека скоро све си кажал, она што сакам да се знае, но еве како што е името на овој подкаст, нисто лично, ќе пробам и нешто повеќе да Нешто што не се знае. Обично имаме обичај гостите да кажуваат барем 2-3 работи што никогаш на ниедно место не ги кажале и никој не ги знае, освен потесниот круг на нивните блиски. Ке се обидеме да го извлечеме тоа од тебе. Ќе ми биде малку тешко, но ќе се обидам. Хајде да пробаме. Кажи ми, обично девојчињата кога се малечки сонуваат за тоа што ќе бидат во животот, па некој сака да бидат докторки, некој учителки, некој сака да бидат полицајки, некој пеачки, манекенки. Ама многу ретко сум слушнал дека некоја од малите девојчиња сака да биде политичарка. Како успеа да одбереш политиката за своја професија? Па и јас, како и многу останати девојчиња, што сонував за нешто друго. Например? Сакав многу да бидам пеачка. И еве сите предиспозиции, она што камерата покажува се дефинитивно сите предиспозиции, не знам микрофонот што вели. Гласовните способности се имаат подлога за добра работа. Кој се пее да ти кажам, веројатно ќе бидеш приврвот. Но никогаш не сонував дека ќе се најдам и ќе завршам со занимавање со политиката. Нормално, како мало девојче, мислев нешто сосема поинаку. Јас сум човек кој што ја сака уметност, кој што сака да работи нешто што е креативно, така што бик сум во хороскоп. Драго ми. Повеќе заеднички работи. Апсолутно. И некако мислев дека натаму ќе се насочам, но имав
родител кој што постојано во тоа време велеше дека тие работи некако треба да бидат само хоби, а не професија и дека треба да се посветам на книгата или да бидам подиректна, Марија, седни учи и не се занимавај со такви работи, тоа е пропратна работа. Ама за политика имаме и со четврто оделение градоначалници, тоа нема врска. Добро, тоа е дефектот на нашето политичко милје кое што го имаме, но не сметам дека тоа е генералната слика за политичарите и не треба да биде, напротив, мислам сосема Генералната обратно. е поинаква, овие со дипломите од ваму, таму и онаму. Па не би се Не за сите, не би не. се согласила дека треба да можеби да генерализираме сликата, но да, за жал имаме и такви примери кои што ни ја нарушуваат. Еве на нас кои што сме се посветиле можеби на образованието и сме мислеле дека Со сил така респект ќе кон оние што... така е. Така што некако таму мислев дека ќе биде мојот сон, но за жал еве сосема спротивно се случи. Сакав да се занимавам и со шминка, сакав да работам буквално некои работи кои што се сосема спротивни од овие кои што денеска ги правам. Има ли креација во политиката кога веќе влезе и како Има. влезе всушност? Има и е креација на умот. И е нешто кое што јас постојано се обидувам да внесам некоја нова свежина или нешто покреативно, па особено во сферата во која што работам, а тоа е портпаролството, односите со медиумите, јавноста и така натаму, тука има голем простор да си креативен. И така Тоа го некако знам, одамна, 35 години. и така некако можеби ја хранам таа моја страна. Како влета воопшто во политиката? Кој те внесе? Чија Морам идеја беше? морам да кажам дека тоа ни е еден вид на фамилиарна традиција. Моите родители и пошироко семејство се членови на ВМРО ДПМН, идеолошки така сум растена и некако не ми е... Многу луѓе се идеолошки па не влетале во политика. Да, но некако кај мене беше поразлично. Јас секогаш сум ги влечала примерите од домот и се трудам тоа да го правам и во текот на животот, некако и така всушност постојано растејки, слушајки за политиката, за политичката партија ВМРО ДПМН, учењето за што тоа значи таа идеологија, некако кај мене се роди желба. Започнав уште од најмалите структури, би кажала, од унијата на млади сили и се Пионери нема некако уште. и некако така полека по скали расте во рамки на мојата политичка партија. Така. Кога сме кај жените во политиката, некако ми изгледа како да е еден од приоритетите на ВМРО ДПМН. Жена за председател, жена за портпарол на владата, до душа жена и за градоначалник, ама секогаш е са под домашен и на пазар не излегува. Добро, не нивни, ама со подршка. Сметаш ли дека жените би биле кога тие би го имале главниот збор, подобри политичари од мажите, или бројот на жени во политиката е само да се пополни цензусот? Во што е разликата? Не би било фер сега ако кажам дека ако се само жени во политиката, тогаш се ќе биде Или подобро. барем повеќе? Кога би биле? Мнозинство. Ако се бориме за рамноправност, ајде да збориме ако состојбата е 50-50, тогаш ќе биде идеално. Сега споменавте дека е приоритет жена на ВМРО ДПМН и еден пример кој што не е добар, а тоа е за изборот за градоначалник и мислам дека не треба да ги врзуваме работите врз основа на такви примери. Имаме и многу можеби мажи во Дека е жена, политиката. може и кои маж што- да биде па да биде добар или не добар. Ете така, тоа им е поентата. Приоритета на ВМРО ДПМН и ме радува тоа. Едноставно е тема која што секаде зима замав и на светско ниво и се разбира и кај нас. Постојано зборуваме за таа тема. Жалосно е што уште сме на еден фазон на квота. Така што јас се надавам дека ќе дојде времето и тоа е мојата парола кога нема да зборуваме за жени или мажи лидери, туку само за лидери. Што е рецепт за успешна жена во политиката конкретно или воопшто? Во професијата која и да е? Истрајноста, посветеноста, лојалноста и дисциплината. Тие се некои од работите кои што мене лично ми покажале дека вродуваат секогаш со плод. Безброј предизвици има во секоја професија, не само во политиката, иако тука се поизразени, се посекојдневни и дури некогаш и почести предизвици во текот на еден ден. Меѓутоа, ако сме истрајни, посветени, лојални кон тоа што го работиме и кон луѓето со кои што работиме, тогаш мислам дека успехот е неизбежен. Дисциплината е, мислам, Значи, она стара од- формула не важи. Домаќинка во кујна, господја Нулица и она
еротска кралица во спалната. Па не би се согласила дека така треба да ги делиме работите. Мислам дека Стара скопска е ова. Мислам дека добро, ние од помладата генерација малце Ама не ги скопско следиме, дете, скопско дете, и скрос, потекло скопско. ама не ги следиме скрос овие, да речам, стари народни. Так. Мислам дека малце работите се сосема поинакви. Добра организација може Како да се измешаат улогите, господја во спалната, како се вели еротска кралица на улица. Добро е ако со добра организација можете да постигнете и да бидете успешни во професијата и во домот и во би кажала сите останати работи кои што го окупираат времето на било кој човек, па и на една жена. Важи ли она се уште за секој успешен маж дека стои успешна жена? Важи, за секоја успешна жена стои успешен маж кој што ја поддржува. Ама има уште една народна, може да каже. Ајде. Ајке ја прочитам подобро. Вели вака, зад секоја успешна жена стои потентен маж, а зад секој неуспешен маж стои фригидна жена. Се согласуваш или не? Многу тешки формулации си ставил сега, зошто да треба да се согласам. Јас цел моментов го гледам како тоа ќе звучи од аспект на политика. Не мислам дека... Ние сме се на политичка дебата, ние сме на подкаст. Не мислам, ама тоа е професионална деформација, барем ти добро знаеш. Добро, не? Рековме ќе кажеш нешто што никогаш не си го кажала, еве ти прилика. Првиот почеток на интервјуто кажав дека сакам да бидам пејачка. Знаеш ти тоа колку погрешно може да биде протолкувано, но ете, кажав нешто што сега... сега... Сега пред нова година кафанџије. Никој не го знае. Телефони кои ќе почна да вртат. Мислам дека изад секоја успешна жена и успешен маж стои партнер кој што дава максимална поддршка и е успешен во тоа што го работи. Без поддршката од едниот или другиот, состојбите се малку поинакви. Кој ти е најсилен дел од карактерот? Истрајност и лојалност. Па тие ги каже еднаш веќе, сите варијанти. Види, мислам дека се моите јаки страни. Так. Добро знам да бидам трпелива и истрајна. Тоа ми е вака една од посилните карактеристики. Тие се најопасни кои ќе им пукне филмот е експлозија. Па не дозволувам да се Атомска. доведам до ситуација да ми пукне филмот, иако си има и тоа случајно нормално. Гледам некако трпеливо, но устрпеливоста да ги решавам работите, проблемите или состојбите и не можам да си ги изоставам, иако нормално има и други карактеристики кои што па не ми се баш силна страна од карактерот. Секој има по некоја мана, никој не е совршен. Апсолутно да. Само да не ептем фабричка грешка. Ама не е. Судејќи по досега прикажаното, приложеното и представеното од тебе. Оно што успеав некаде да најдам дека грабиш прилика, користиш моменти да уживаш во патување. Патуваш ли често? Се ова што е професионално до Кочани, до Радовиш, до тие. Баш вчера бев во Кочани и во Чешиново Блешево. Секое слободно време се трудам да го искористам за некое патување, затоа што мислам дека секој треба да најде некоја оддишка за себе. За мене две такви работи, прво е тренингот, а второ е некое добро патување. Така што еве последно на кое што се сеќавам и бев многу среќна беше патувањето во Минхен ова лето. Бев на концерт на Адел. Така што едно од можеби поубавите искуства. Кога веќе ги споменавме патувањата, што преферираш повеќе, да речеме урбани метрополи, мегалополиси или некои екзотични дестинации? Ајде да одберам урбани метрополи. Би кажала, иако со оваа дете од асфалт. иако со оваа динамика, можеби тие екзотични дестинации некако подобро ќе ми дојдат на себе како одмор. Па добро. Секој има, како да кажем, свој избор на Свој нештата. начин и избор, така. Така. Правиш ти компромиси во животот и би се согласила ли на непристоен компромис за мир у партија, мир в куќи и така натаму? На непристоен не. Непристоен во смисол кој тебе не ти одговара, не во смисол дека е нешто булгарно, не знам да не бидам погрешно. Компромисот е, мислам дека составен дел од животот. Ние секојдневно правиме компромиси, менаџирајќи го сопственото време за да најдеме време за некој друг. Така што не гледам ништо страшно во тоа. Мислам дека премногу се истакнува дека ако некој направи компромис за поголемо добро, дека некако си ги нарушуваш принципите. Да, тешко е.
некогаш и да отидеш настрана од своето верување, но тоа е составен дел од животот и да би го направил. За општо добро или поголемо добро, да. Добро, сега ќе замам режијата да пуштиме еден прилог да видам дали направи или не направи компромис во однос на ова што ќе го видиме и слушниме, па самата да го прокоментираш. Можеме. Портпаролката Марија Митева требаше да му плати 40.000 денари одштета на Дарко Каевски. Ова време пред речиси 2 години Социјалдемократскиот сојуз објави дека пратеникот од редовите Нова партија Дарко Каевски тогаш по судски пат ја добил тужбата против портпаролката на ВМРО ДПМН Марија Митева. Гласноговорничката на пресконференција на почетокот од 2021 година наводно навела невистини и невистински детали за имотната состојба на Каевски. Во судска одлука е наведено дека Каевски барал одштета од 100.000 денари, но тоа било само делумно усвоено и судот наложил Митева да му исплати на пратеникот 40.000 денари. Основниот граѓански суд во Скопје утврдил граѓанска одговорност од портпаролката на ВМРО ДПМН Марија Митева. Во судската постапка е утврдено дека Митева ширела наводни невистини за имотот на пратеникот и портпарол на Социјалдемократскиот сојуз и со тоа го повредила неговиот углед и неговата чест. Ниту Каевски имал милиони како што лажно демек тврделе ВМРО ДПМН, ниту пак имало нешто спорно во пријавеното, соопшти тогаш Социјалдемократскиот сојуз. Каевски барал 100.000, судот пресудил 40 бона, а портпаролката Митева му ја плати или не од свој джеб бараната одштета или за тоа се погрижи контото на партијата. Направили компромис да не му платиш. Си Или судска застанал, одлука мора да се почитува. си застанал до половина од судската процедура, затоа што јас на оваа одлука имам вложено жалба до повисокиот суд и постапката се уште не е завршена. Во случај да судот знае. Во случај да А овие кријат од обвинителството од судот. во случај да има финална пресуда за ова, се разбира дека одлуките на судот морам да ги почитувам, иако нема да се согласам доколку биде ваква одлуката, морам да кажам. Нема да биде сумата ваква или одлуката ваква? Не, нема да се согласам дека е направена навреда, затоа што јас си лично бев на тоа судско ручиште, каде што ги изнесов сите факти врз основа на кои што ја водев таа пресконференција и дека нема навреда и клевета и дека се она што беше изложено во пресконференцијата, правник сум, така што добро внимавам како ги конструирам текстовите и внимавам за тоа што значи навреда, што значи поставено прашање на пресконференција. Не се согласувам со ваквиот начин лично, зошто? Зошто мислам дека како политичари треба малку прагот на толеранција да ни биде поголем од Понизок од другите. Па да, понизок од другите. И мислам дека поставено прашање кон било кој политичар треба да се третира со, како да кажам, со начин на кој што треба да најдеш како да одговориш, а не со изнесување на тужби пред суд, но тоа им беше некаа пракса на СДСМ од тоа време. Не постои портпарол на ВМРО ДПМН кој што не се нашал пред судските органи, така што јас не сум изоставена, иако сум прва жена портпаролка на партијата, но некако на почетокот искрено не ми беше пријатно, не дека секој ден се соочуваш со вакви ситуации, дека сега ова ќе го земеме како несериозно, меѓутоа со текот на времето сватив дека и тоа е дел од политиката, односно избор на поедини политичари кои што одбрале така да действуваат. И јас никогаш не би поднала вакво нешто. Добро, ама кога сме веќе кај приказнава, не ми одговори на вториот дел од прашањето, кога ја и самата велиш нема портпарол кој не се соочил со судска тужба, ги плаќате од джеп или ги плаќа партијата? Од джеп се разбира.
Оти кај нас продукцијата, односно редакцијата не ги плаќа. Па, видете, едно е политичка партија, друго е продукција или друга работа. Не сметам дека или не очекувам дека треба да застанат, затоа што прво во политичката партија се действува на волонтерска база, на тоа затоа што сакаме да сме таму, затоа што се чувствуваме дека сме дома во своето семејство и не треба да чувствувам дека некој има обврска тоа да го подмери. Се разбира дека секогаш има максимална поддршка од целокупното раководство и од сите членови во вакви случаи. Крив не крив, односно вино не вино, има си платиш. Ке си платиш. Така е. Кажи ми, настрана од политиката, уживаш ли во некои мали лични задоволства и кои се тоа? Што те прави среќна, а што не е врзано со политика? Вежбањето. Тука е мојот начин на некако пронаоѓање на себе си. Јас сум веќе со години активен вежбач и тоа е мојот начин на кој што се будам и се чувствувам дека сум целосно фокусирана за работата. Лични задоволства, многу сакам храна, уживам во храна, уште една карактеристика за бикот. Така што не се гледа по приложеното од вашата лева страна, ама тоа е зашто многу десна се гледа. Чекај, тоа е зашто многу внимавам и затоа што не си ги пружам сите тие задоволства. За да биде така. Иначе ако буквално не внимавам на тоа, нема да биде баш така. Ти си на тие чија, мија, тие таквите. Така некако. Храна за папагали што ги велат. Не е храна за папагали, немој да ме слушне. Тренерот ќе се налути, има специјална исхрана по која што се водиме, која што не зона се вика. Зона исхрана по која што се водиме и тоа е еден начин на живот кој што понатаму продолжуваш да ги мериш сите тие. До првата кафеарна, знам. Па да, знам некогаш да ги прекршам, сега не сум до толку обседната, меѓутоа гледам барем начинот на живот да го да се придржувам затоа што осеќам дека ми прија, дека ми дава енергија, а енергијата ми треба во оваа работа. Секум. Добро, за портпаролот, ај папагалот го спомнавме, морам да те прашам. За портпаролите некои велат, обичен папагал, само што ќе му кажат, пренесува, повторува. Е така или не е така? Имаш ли прилика да сама нешто сугерираш, но дополниш пред тој текст или говор да излезе во јавноста, да се консултираш, да наметнеш свој став? Воопшто не е спикерска работа и воопшто не е само читање на туѓи мисли. На туѓи мисли, напротив, тоа се собствени мисли за определена тема кои што се во согласност со политиките кои што се донесени. Претпоставувам има консултација со други, трети. И тоа како има консултација, сугерирање и изнаоѓање на најдобриот, би кажала, вординг или начин на кој што ќе се презентира или изјави тоа во јавноста. Портпаролата дел од секторот за односи со јавност, знаете дека секаде тој сектор некако е во голем дел еден од најважните во работењето, не само во политиката. Тука се креираат многу од настапите, многу од стратегиите, многу од начинот на комуникација и не може еден портпарол да не е во тек или да не присуствува на носењето на одлуките или да не биде активно вклучен. Едноставно нема да знае истото да го интерпретира во на најдобар можен начин, така што далеку е од само спикерска позиција. Иако ми е многу жал. Читаат од идиот како видите на телевизија. Тоа е, ама тоа не значи дека некој го напишал друг, па треба само да се прочита. Тоа е начин на како најдобро се чувствуваш на презентација. Иако мене ми е многу жал што портпаролската позиција кај нас барем го нема оној, би кажала, степен на авторитет кој што го има во развиени земји. Некако секогаш на портпаролската позиција се гледало баш како што и ти сам кажа, дека е само спикерска позиција на која што ги пренесуваш вестите, меѓутоа е многу повеќе од тоа, е многу секојдневна комуникација со медиумите, креирање на стратегии, на политики, на јавно мислење, така што воопшто не е така и се надевам, ќе дадам се од себе да тоа се промени. Јас реков папагал, ама умни се папагалите, знаат да учат додека мисли, да знаат да научат да зборуваат. Шегата на страна. Не само што се умни и се убави, шарени. Кога сме кај шарените пердови, кај гардеробата, кај имиджот, кај стилот,
преферираш собствен моден стил или си слеп следач на модните трендови? Имаш ли, не знам, омилени брендови, марки на, не знам, парфеми, чевли, облека? Не сум слеп следач на трендови, имам еден изграден стил веќе, самата поради работата, мене личниот стил Деловно некако официјален би рекол. мене ми се промени и некако сите парчиња гардероба се сакоа, одела, Не баш за кошули. пејачка, но сам... Да, не е толку екстравагантно. Не е Не толку екстравагантно, меѓутоа некако ми стана и начин на мој личен стил. Јас секогаш велам дека за секоја пригода има соодветен аутфит, така што гледам барем до тоа правило еве кое што е дел од модата или од имиџот да се трудам да се држам, меѓутоа за она што значи минималистички стил, она што значи нешто што сум јас, што ми е удобно, тоа секогаш го бирам. Нешто посебно од омилени брендови не се врзувам така за работите. Со што ти е плакарот? Најмногу. Најмногу со сакоа, со кошули, со панталони. Така. Многу сум официјална. Добро. А кога ќе излезеш со пријатели, со друштво, со ова, веројатно Тогаш не е е- тоа таа Марија која гледаме. Не, тогаш на е говорница. баш она аеродромска шема. Опа. Тренерче, фармерче, маичка, патиче, тоа сум Кај јас. скачате, извини? В кој кафичи? Усите актуелни. Добро. Жените во политиката, као жена во политиката, се гледаш како, не знам, како газела меѓу хиени во машкиот свет, или од друга страна мажите знаат да ги заштитат колешките во политиката, и како трето, има ли конкуренција меѓу жена и жена во политиката? Има и други жени, не само ти. И во матичната партија. Искрено кажеш. морам да кажам дека во ВМРО ДПМН не сум осетила дека жените немаат поддршка од мажите. Не можам тоа да го кажам. Напротив, има еден подруг степен на почитување или па на поддршка која што ја даваат нашите сопартици. Тука треба да сум реална. Би било нефер ако кажам дека сами се бориме, Таква е дека- матрицата на партијата, конзервативна, домаќинска. дека никој не ни помага или дека не се грижи, би било нефер тоа да го кажам. Но дали понекогаш сме се почувствувале дека потребно е да го направиме тоа женско лоби за да промовираме, протуркаме некоја идеја или некоја жена која што цениме дека треба да го добие заслуженото место, да, и тука нема ништо лошо, Нема сопки жена на жена. но Конкурентски сопки, мислам. не сакам да има. Мислам дека ние постојано ја отвараме таа тема, жените треба да го добијат заслуженото место и така натаму, но мислам дека конечно треба како жени да сватиме дека најдобри сојузници можеме да бидеме само ако заедно делуваме, а таа би кажала женска конкуренција која што од секогаш постоела, многу ќе кажат дека жена се облекува добро за да ја видат други жени, а не мажи. И дека тоа е нешто кое што секоја жена во себе го носи. Мислам дека треба да го ставиме на страна и дека така ќе бидеме посилни. Сега, со однос на другите па Слободно облекувајте жени. се за нас мажи. другите па жени политичарки кои што се од други политички партии, некако преку различни соработки ни се спои таа идеја дека потребно е па заедно да функционираме во рамки на политиката кога станува збор за женски права. Значи, И тоа АФЖ се- треба да направите на глобално ниво И тоа се политичко. покажа како многу продуктивно. Зошто? Затоа што не се дозволува да имаме состојби каде што една со друга прво несоодветно ќе се навредуваме или пак ќе дозволиме останатите мажи во политиката да Гледав користат вчера некој една дебата несоодветен така, слично. На една телевизија. вординг. Не знам на која мислиш, ама добро. Не е важно. Она што е поважно, луѓето сакаат да знаат како се живее од политика. Има лажна представа или вистинска представа, не знам, за тоа дека ако си политичар, живееш како бубрек во лој. Важи ли за сите или е тоа, како се вели тоа, резервирано за поединци и може ли професијата политичар на чесен начин, не зборувам на овој како што знаеме или примерите сите овие години, да те направи полош човек, а побогат или подобар човек,
а доволно пристојно ситуира. Доста тешки прашања ми поставуваш А сега. мора. Така ми доаѓа. Знаеш како, многу ми е жал, сега изборувам прво малце од лично име, затоа што ќе тргнам за најлично тоа, име, да, од најлично име за тоа како јас се доживувам себе си. Во многу наврати сум требала да Ама не е да ништо се лично, само не ме ништо лично, ама лично ќе ти кажам што мислам. Ама слично е. Во многу наврати сум требала да елаборирам на тема дека перцепцијата за политичарите и генерализирањето на сите луѓе во политиката е сосема погрешно и дека таа перцепција дека секој што се занимава со политика е криминалец и дека е нечесен и дека е лош човек е комплетно погрешна. Јас никогаш нема да си дозволам политиката да влијае на промена на мојот карактер, иако досега, еве ќе сум искрена и ќе ти кажам дека чувствувам дека промени една страна од мојот карактер, а тоа е ми ја намали избувливоста и бунтовноста. Ме направи малку, можеби работата со медиумите. Ти го прагот на толеранција. Да, јас сум во принцип многу темпераментна, многу избувлива, многу директна, но не поради знаеш така на говорница, не знам. Мислам дека тоа е делот кој што можеби во мене го промени и мислам дека тоа па и не е можеби толку страшно, ми даде еден друг малку смирен пристап на работите за разлика од тоа како сум реагирала. Во други делови не верувам дека било што може да промени некој ако сме свесни дека од моментот кога сте именувани на позиција, следниот ден веќе сте разрешени. Кога луѓето ќе ги сватат така работите, мислам дека тогаш нема да има ниту потреба од превисоко летање, ниту од промена на сопствениот карактер, ниту па од трчање по некакво богатство или моќ, кое што на крајот не завршува со слободно пешачење и одење на тренинг и носење на фармерче и мајчка во кафичите во кои што и претходно сте излегувале. Животот не почнува и не завршува со позицијата која што ја имате. Позицијата не го прави човекот ја прави позицијата. Мојата мантра е таа, јас гледам секогаш да дадам додадена вредност на тоа што го работам. Во моментот кога ќе почувствувам дека веќе не можам да дадам дополнителен придонес или не можам да го дадам својот максимум, јас тогаш мислам дека и ќе се повлечам од политика. Би работел како правник, како адвокат, како Па моја како пејачка сигурно не, ќе биде доцна, ќе биде доцна. После желбата за пејачка кога не ми успеа, решив дека ќе бидам адвокат и така некако завршив и средно стручно правно училиште, правен факултет, положив правосуден испит и некако имав мала пракса во адвокатска канцеларија и мислев дека ќе бидам еден од најдобрите адвокати, затоа што и ораторството ми беше јака страна и тогаш. И многу сакав да работам со големи компании, со големи превари за ораторство на да, во средно училиште, да. И на правниот факултет. На правниот факултет не, но на средно училиште учествував. И некако мислав дека ќе работам за големи компании, дека тука деловно право, дека корпорации, така натаму, така некако се гледав, не во ова кривично и граѓанско, малце по корпоративно право. Но мислам дека тоа е професија на која што секогаш може да се вратиме. Јас не сум била адвокат, немам адвокатска лиценца за да кажам дека сега ми е во мирување, па потоа ќе започнам со тоа, но нешто во насока на тоа што ми е силна страна, што ми е образование, да би работел. Добро, тоа ќе го видиме дали ќе биде така или не за не знам колку години, ако воопшто биде така. Она што сега се гледа е нештата во кои уживаш надвор од работата од политиката воопшто, политиката како професија. Кога имаш слободно време, повеќе го трошиш на уживање во спорт и спортски активности, кажа дека вежбаш, или на уметности, на култура, посетување на не знам вакви такви на настани. На друштво, Што е да друштво да е? На сите луѓе кои што немам време да ги видам поради работните обврски. Секој е слободно. Јас сум човек кој што ретко кажува дека не може некаде да оди и мислам дека се е до моментот на организација. Ако добро го организирате времето, секаде може да стигнете, иако поради сите тие дополнителни активности најчесто сум преуморна. Меѓутоа, така функционирам. Заспиваш у кино. Не ми се случува, уште тоа чека рано е.
Така што гледам сите луѓе кои што ми се драги и блиски, а морам да кажам дека стварно имам голем круг на пријатели на кои што сакам да посветам време, со кои што сакам да се видам, да разменам мислење. Не сметам дека треба при еве би кажала сега работењето во политиката или поради дневните активности да ги заборавам своите луѓе и тоа што е мојот корит од таму од каде што јас потекнувам. И се трудам секое слободно време да го поминам со нив, дали е кафе, дали е пијачка, дали е во домашна атмосфера, дали е некаде заедно да отидеме, некој кино, некој филм да изгледаме заедно, сепак гледам тоа да го направам со друштво, затоа што и мене тоа ми дава еден друг вид на енергија, ме полни со позитива, ми дава сила да продолжам да работам и некако така си го пополнувам времето. Супер. Биковите во хороскоп се знам по себе, хедонисти, меракли на добра храна, ама јас, например, не знам ни јајце да спржам, едвај, и кафе да сварам. Каква е Марија во кујната? Офлеле. Знам све да готвам, освен сарма. Волку неовка наговорница. Чекај сега ќе ти кажа. Волку тешки прашања, ни опозиција не поставува. Антонија, не сум тип на човек кој што многу зборува за мене лично, затоа што јас мислам дека етерот треба да биде овде да дознаеме тоа што не знаеме. Не, па сега викаш ништо лично. Затоа што мислам, мојот личен став е дека етерот треба да го пополнуваат стварно естрадните уметници. И мислам дека Па естрада од политика која не знам. Па јас видовме се и се што. Јас не сметам дека треба да е така. Па и мислам дека игра, па и пее, исто пејач имаше од бившата опозициона партија. Добро, кај кажам сега што сакам да работам цело време тоа е страна, ако има политика, не знам. Знам да правам све, меѓутоа мојата све знам да направам, значи не знам. Компирманџа, Не, мусака, единственото јадење сарма. што не го јадаме компирманџа. Да, мусака знам, полнети пиперки знам, сарма не знам да направам. Зимица, Но туршија ти ја не, радиш, чекај, не зелка. готвам. Зошто? Мојата теорија е дека јас сакам да седнам да јадам, меѓутоа да не го потрошам времето во не уживам додека го правам тоа. Има луѓе на кои што готвењето, поминувањето на време во кујна име уживанција. Мене ми е премногу работа за 10 минути јадење. Значи исти сме. Сакам да седнам, да јадам превкусна храна, ама тоа да е направено. Сега се трудам понекогаш и да си направам нешто, затоа што не може постојано друг да ти готви, или да купуваш готово. Меѓутоа и во тоа има убавина, меѓутоа не сум човек кој што се затвора во кујна и постојано ужива во тоа што го прави. Иначе знам да направам, се сум пробала да направам, сарма не знам да свиткам. И торти? Торти најдобро знам да правам. Значи, Ама од здравите торти. Каква е здрава торта? Знаеш колку убави се со бадеми, со бадемово брашно, со какао, со кралски урми. Торта кошта како полусладкавица. Да. Ама се јаде помалци и поиша трае. Така ли? Така се тешиме. И не дебели. И не дебеле, така. Добро, кој е тоа така? За твојата приватност многу малку се знае. Ако прашаш некого дали е Марија во врска, дали е Марија мажена, дали е Марија има сопруг, има ова, никој не знае да ти каже, осем тие што знаат да ти кажат. Мислам дека и така треба да остане. Не сметам дека приватноста треба да биде премногу вклучена во политиката. Не одбивам да зборувам за такви работи, затоа што не сметам дека тоа би било нешто што ќе направи нешто подобро ако се знае за мене. Мислам дека треба да знаат луѓето дека што работам, како го правам тоа, а останатиот дел од приватноста е нешто што не го експонирам. Ама некои работи кои приватно се случуваат, а не се толку пријатни, ги дознаваат сите. Така дознавме и ние едно време за нешто што ти се случи, па ќе замолам режијата да го погледнеме, па и тоа да го искоментираме. Политичка нарачка или самообичен грабеж? Кој е епилогот од искршениот и демолиран автомобил пред 1,5 година на портпаролот на владата Марија Митева. Кон крајот на месец јули 2023-та, портпаролката на тогаш опозицијската ВМРО ДПМН Марија Митева едно утро на својот Facebook профил со фотографија и статус објави дека го затекнала својот автомобил демолиран и уништен, откако претходната вечер го паркирала на вообичаениот паркинг простор. Тогаш Митева тврдеше дека некој
се обидува да ја испрати заканувачка порака, оценувајќи при тоа дека ваквите методи на заплашување се само одлика на туѓ страв од изборен пораз. Од текстот на незиниот Facebook статус можеше да се заклучи дека таа изразува сомнеж дека инцидентот е нарачка на тогашната власт во заминување и предупреди дека за сторителот ќе следи одговорност. Понеделничкото утро на мене и мојата фамилија ни започна вака. Го најдов моето возило, искршено и демолирано. Очигледно се во паника и исплашени, па тргнаа да не заплашуваат и нас, зашто знаат дека ќе има одговорност за сите криминали. Ако некој мисли дека пораката е примена, можам само да ви порачам дека ваквите методи кои се одлика на страв предизвикуваат поголема храброст и кај мене и кај ВМРО ДПМН. Сега сме 100% уверени дека сме погодиле точно во сршта, а и да знаете, одговорност ке има. Им порача тогаш и на сторителите и на евентуалните нарачатели портпаролката на ВМРО ДПМН Митева, денес на истата таа позиција, само во владата на Република Македонија, предводена од премиерот Христијан Мицкоски. Од тогаш мина 1,5 година, а одговорност за сторителите имаше или не? Беше ли тоа политичка нарачка или само обид за обичен грабеж? Вистинско време е од прва рака од оштетената Митева да ги дознаеме епилогот на овој вандалски чин. Ова е едно од поличните прашања. И најнепријатното чувство што некогаш ми се родило, воопшто непријатна слика и нешто што, знаете, долго време после тоа, одејќи на кај автомобилот, очекував да видам иста таква слика, меѓутоа тоа се нормални состојби, барем на луѓе на кои што им се случило такво нешто, велат дека со тек на време и тоа поминува. Ништо, никаков епилог нема од ова. Јас тогаш уредно повикав полиција, записникот ден денес не ми е даден и доставен, ниту сум повикана истиот да го подигнам. Многу беше чудна целата состојба на земањето на цел тој записник, ајде да не зборувам за начините на кои што немаше после тоа никаков повик кон мене или заинтересираност или да ме информираат дека се... Панче, гледаш ли ти ова? Чекај, Панче, има многу друга работа. Ја го поправив автомобилот, полцето уште го возам, така да се Тоа е сакам окей. да кажам, да. Се е окей. Панче има друга работа, многу поголема од ова. Од полот. Но дека треба да има одговорност без разлика и дека не треба да правиме сега разлика за тоа што е поголема или помала штета, мислам дека вакви чинови мора да наидуваат на одговорност за да се намали начинот на кој што истите се случуваат и кон кого се случуваат. Што мислиш? Обид за обичен грабеж или имаш оставено ли нешто таму? Апсолутно немав ништо оставено и ништо не беше нарачка. и ништо не беше земено. Тоа беше малце чудно затоа што кога грабеш барем не знам радиото кај мене околу се вади ќе го земела, не знам како да кажам. Друго нешто во колата немав оставено. Се сомневаш во тој, на нарачка. па се сомневам затоа што во тој период држав пресконференции за така една малце посериозна тема и за една состојба која што беше актуелна во ЕСАМА. И во рамки на тендерите и така натаму беа вклучени доста голем број на фирми. Сега тоа е моето мислење дека Во на бизнисот тоа беше сам. тоа во тој момент јас не можам да тврдам би било несоодветно. Јас го кажувам моето лично чувство затоа што немаше сите коли беа сосема во ред кои што беа паркирани до мојата. Една допрема, твојата демолирана. Се случуваше во период кога ги имав тие пресконференции, беше малку пред изборите и некако сите тие работи ме натераа можеби да помислам на тоа. Јас сакам да не е така, сакам да е само еден обичен вандалски чин кој што завршил без никакви последици. Но ќе беше добро да се истражеше и да се утврдеше дека е така, наместо да бидам оставена во некој период во кој што јас сама ќе размислувам што било и дали било. Но тоа го заборавам, го ставам на страна, се надевам дека еден ден ќе излезе и таа вистина на виделина, баш ќе се заинтересирам да прашам што се случува со тој записник. 2 пати ме краде и на исто сме.
никој ништо. Јас не сум имала такво искуство претходно, фала Богу. Мене по дома. Да, фала Богу, не сум имала такво искуство, ниту па чанта некој ми украл, ниту нешто такво. Ова ми беше прва состојба на соочување, да. И не ми беше воопшто пријатно, морам да признам, колку и да, не предизвика страф или размислување кај мене и чекај Марија, застани, може не треба веќе ова да го правиш, па размисли, па ти си девојче, па дај некој друг нека збори, не, тоа кај мене не те поколеба во ниједен момент. Воопшто, не ни беше ни тема на размислување, но самиот чин и самиот момент кога сето тоа го воочувате е многу непријатно. Сама спомена дека се уште го возиш полото, а и сам се уверив кога доаѓаше кај нас. Сега, знаеш како коментираат едни? Едни велат, таа толку ли нема ти у владата пари да си кредит да земат, ако не друго да си купи нов автомобил, а овие па другите викаат, не, тоа е намерно, оти знае дека следниот пат може да го запалат. Ова беше само опомена. Ни едно ни друго. Мислам дека тоа е индивидуална желба на секој човек за тоа какво возило ќе вози и тоа е од можностите кои што ги има во моментот. Така што тебе ти да те однесе од точка А до точка Б. До точка Б во овој момент. Да, мислам дека си ја врши работата во моментот кога ќе почувствувам потреба дека ми треба возило кое што ќе ми биде и за подолги дистанци, можеби ќе си Мерцедесите. Ќе си купам друго возило и уредно ќе си го пријавам доколку извршувам било каква функција. Анкетните листови веќе се достапни на секого, секој се може да види. А може и на старо, ако владата го продава и Мерцедес од 500.000 на не би купувала ништо владино. Да. Добро. Што сега да те прашам? Спомена пред малку, ако политиката може да ти биде доживотна определба, може не да се почувствуваш да излезеш од незе. Во случај да дојде до едното или другото, мора да дојде, предпоставувам, до некој момент да се допреврват, па потоа да се оди надолу. Како се гледаш себе си во политиката во некој идно време? Да речеме како министер во владата, како амбасадор и како лидер на партијата, што да не? Женски лидер партијата немала до сега. Имала портпарол, имала председател дала, па и градоначалнички кандидат со поддршка, ако не личен, арно, ама лидер женски ВМРО Сирма Војвода немало да помине. Антонија, јас уште на самиот почеток ти кажав дека мојот раст во рамки на партијата бил секогаш скалило по скалило и дека сум ги поминала плафон еден ден. Сум ги поминала до сега, барем сметам дека сите скали онака како што требало и никогаш не сум гледала премногу. Тоа е неспорно. И никогаш не сум гледала премногу далеку, туку сум гледала што е она што мене ми е блиско. Следната и каде скала која. Така, и каде можам јас најмногу да дадам, затоа што гледајќи многу далеко некако ќе изгубите тоа што е пред вас, баш нема ќе го да се сопнеш, така. На почеток да. И не размислувам на никогаш партијата и членството во ВМРО-ДПМН не сум го гледала како нешто што мене ќе ми даде позиција или што ќе добијам јас од ВМРО-ДПМН. Не оди тоа така во како да кажам, во членството во ВМРО-ДПМН и во оние кои што си ја сакаме партијата. Тоа го правиме затоа што сметаме дека треба да го правиме, затоа што сакаме да го правиме, а партијата и органите на партијата се оние кои што во определен момент одлучуваат каде можеш ти најдобро да допринесеш не само за партијата, туку и за државата. Така што не би одала со конкретни позиции кои што ќе кажам затоа што искрена сум, не размислувам така. Јас во моментов имам обврска која што е член на извршниот комитет на партијата, каде што треба да ги креираме сите тие политики, да ги пренесуваме на општинските комитети. Меѓу на еднаквите се вели тоа. И тоа е делот од партиските ангажмани. Настрана тоа, во моментов добувајќи ја позицијата портпарол на владата, јас не можам да настапувам како портпарол само на членството на ВМРО-ДПМН, напротив, владата е на сите граѓани, пристапот ни е таков и тука мора да се направи таа паралела, која што јас умешно ја правам и се трудам да не ги мешам тие две. Размислуваше ли, беше избран за пратеник на парламентарните избори и сега од оваа позиција сгреши или не? Што прифати? Антонио, јас
пред да се Зборувам за портпарол. Да, пред да почнат изборите, нормално во консултации во рамки на партијата, разговаравме за тоа кој каде се гледа и каде сметаме дека некој најдобро ќе допринесе и тогаш ценев дека како пратеник ќе можам да дадам свој допринос. Никогаш не сум одела на калкулација Што е подобро, што е полошо. подобро, што е полошо, туку секогаш гледам каде можам јас да го дадам максимумот, затоа што мислам дека тоа е клучот за успех. Таму каде што ќе се фокусираш, таму каде што ќе се насочиш, некако така ќе има домино ефект, ама во позитивна смисла. Работите ќе се движат нагоре. И влегов во собранието, бев избрана за пратеник во првата изборна единица и многу се посветив на тоа. Тие 3 месеци некако, да, се краток период, но успеав да видам како функционира собранието, како се прават сите тие договори, меѓукоалициски, како функционира една пратеничка група, како треба да дишаме во истон, како треба да размислуваме, кој сегмент да го фатам од ресорите кои што ќе го работам, дали тоа ќе биде правосудство, дали ќе биде во делот на образованието и така натаму. Во која комисија ќе бидеш? Во која комисија ќе членувам и некако секој вторник, пошто има влада, јас очекував дека веќе ќе биде именуван портпарол. И викав, ајде, следната ќе става портпарол на влада, следната ќе става, а некако луѓето ме поистоветуваат дека после портпаролската позиција во партијата мислеа дека ќе заминам за портпарол на влада. Ајо, нигде не си го кажала. Кој ти беше конкуренција за позиција? Не знам. Не знам искрено. Не знам. Стварно не знам. Тоа исто прави се додворува некој па не знаеш. И тоа види, ја не би го гледала како конкуренција и да знам, баш ќе го гледам како соработник. Конкуренција за позиција. Па ние функциониравме во рамки на ВМРО ДПМН тројца портпароли. Тоа не беше конкуренција, тоа беше еден куп работа на која што сите тројца не можевме да постигнеме преку тема. Ако велиш дека портпарол на партијата го гледале како логично продолжение, односно за портпарол на владата кога дојдете на власт, кога ВМРО дојде на власт, дали останатите двајца ги предпоставуваше дека можат да бидат? Предпоставував, да, но ќе ги прашаш и нив двајца. Јас предпоставував. Сигурно ќе ги прашам. Ти ќе кажат за разлика од тоа. Зошто мислиш дека нешто не кажувам? И некако кога настана цела таа понуда да направам промената од пратеник во портпарол, не сметав дека правам некоја огромна разлика, затоа што и едната и другата власт, и законодавната и извршната, има една иста цела, тоа е да служиме на граѓаните. Сега некој ќе каже дека пратеничката позиција има поголем престиж во општеството, поинаку се третираат тие луѓе и тоа го разбирам и е факт затоа што тие луѓе се избрани на непосредни избори, бидеме пратеници само за 2 прста дигање се согласувам и од друга страна се лажеме. Затоа велам, од друга страна па се пред да заврши мандатот кој е. Па се критиките дека веќе и нивото во собранието е потпаднато и пратениците се на постојана мета на напад ради разничното состојание. Да го кинеме и директниот пренос на собраниски. Така што не гледам дека направив грешка, ниту го толкувам тоа како подобро или полошо, мислам дека целта е една, тоа е дека служиме на граѓаните и дека треба да се посветиме најдобро онаму каде што сме добиле доверба и можност да бидеме именувани. Се морам едно политичко прашање, ми ги спомна извршната и законодавната власт. Сметаш ли дека едната во другата, колку и да не се меша, мора да се замеша? Сега како го сваќаш тоа мешање? Владата е таа која што предлага закони до собранието, кои што понатаму се усвојуваат во рамки на од аспект на политичка партија, таму пратеничките групи се поделени преку политички партии. ВМРО ДПМН има 58 пратеници. ВМРО ДПМН заедно со коалицијата ја предводи владата, координација, комуникација се разбира дека има, но мешање од она лошо мешање преку директиви или насоки како да се работи, мислам дека не треба да има и барем ние засега не го практикуваме. Добро. Полека доаѓаме до крајот на муабетот. Пред Нова година сме неколку дена. Гужви се, затоа нема ни да те задржува многу и приватни и професионални обврски. Предпоставувам, многу треба се видиш со луѓето, нема кога. Така е. А и обврските во владата пред Нова година се зголемени. Кажи ми,
кога беше малечка, како ја доживуваше Нова година? Веруваше ли во Дедо Мраз? Верував, му пишував писма, што сакам да ми донесе Дедо Мраз. Се трудеа моите секогаш да направат Остават поделката. да, некое изненадување. Бев едно нормално девојче кое што веруваше во сите тие убави приказни. И оние за љубовта, за романси, за вечна убака. Па да. Мислам дека растејќи како девојче во едни такви периоди на кои што другарството, моментите, играњето пред мало, состојбите, сите тие некако спомени ми се едни од најубавите, така што да, бев личност која што веруваше во Дедо Мраз. А денеска не му пишувам писма и денес не верувам. Денеска веројатно ќе треба на некој друг, не на Дедо Мраз, ама веќе ни со писма не да работите. Да ти кажам, имам две прекрасни внучиња од брат ми, кои што се уште честитки се праќаат. Точно, се уште им ја правиме традиционално. Магијата. Да, магијата им велиме, тука ќе оставиме еден чевел, напишете вие што сакате, оставете таму, па мама, тато, тета, баба, дедо ќе прочитаат и ќе ги исполнат тие желби. И ги исполнувате. Па се трудим. Има и некои кои што не можеме да ги исполниме затоа што имагинацијата им оди далеко и тоа мене ме радува. Например, тето, јас сакам пејачка да станам. Добра, тета, ќе видиме што ќе биде, чекај. Добро, од денешен аспект, веруваш ли дека Дедо Мраз може да ја донесе на ова парче, мало парче земја, подобра иднина? Што си посакуваш себе си во новата 2025 година, што на Македонија, што на овој народ и конечно и на твоите најблиски? Тоа што за мене го посакувам, здравје, го посакувам и на Македонија, да сме живи, здрави и сите на број. Јас среќа е нешто преголемо. Јас можам да кажам дека сум презадоволна затоа што сите околу мене кои што ги сакам се живи и здрави и сме на број и сакам така да остане и следната година на Македонија и посакувам повеќе напредок во секое поле, особено во делот на економијата, да помогнеме како влада максимално колку можеме да ги придвижиме работите. Имавме тешки 7 години наназад, не чека многу работа, труд, посветеност, но надежта е таа што последно умира, а ние ќе се трудиме да оправдаме довербата. Значи, по тебе Дедо Мраз има нов лик, не е повеќе бел старец со бела брада. Дедо Мраз е Дедо Мраз. Туку лавче. Ама ти го поистоветуваш, сега правиш паралела Дедо Мраз е Дедо Мраз, лавче е лавче. Сакам да те прашам, може ли ВМРО да помене, односно оваа влада на ВМРО да помене, предводена од ВМРО и коалицијата се разбира, да биде Дедо Мраз за Македонија во 2025 година, да и донесе нешто што долго го очекува овој народ или барем подароци, условно речено, кои ќе ги израдуваат луѓето на некој начин. Луѓето ќе ги израдува воведување на систем кој што ќе функционира, ќе ги израдува нормално здравство, уште подобро образование, добар животен стандард, а за тоа не треба магично стапче, за тоа треба многу работа, честност и посветеност, така што верувам дека ние ќе успееме да исполниме дел од овие работи и да направиме секоја година да биде подобра, а не полоша. Марија Митева, дамата која остава впечаток со своето присуство, не само што остави впечаток, туку и личен печат на нештата. Ти благодарам што беше. Ти благодарам многу на поканата.